Пан на джекпот на лотарија, ама на тендери. Државната лотарија продолжува да троши фантастични суми народни пари за набавка на нова опрема. На само 2 дена пред изборот на техничката влада, објавија дека ќе потрошат дури 11.800.000 евра за набавка на видеолотариски терминали за приредување игри на среќа. Оваа набавка доаѓа откако минатата година истата институција која е предводена од Пропарим Бајрами, близок човек на поранешниот прв вице-премиер Артан Груби, склучи тендер со 19 годишен предприемач од Куманово за слична набавка на машини за коцкање. Сега станува збор за рамковна спогодба со 3 фирми која треба да се реализира во наредните 3 години. Државна лотарија, еден ВЛТ апарат според договор склучен со Eurogames Technology ќе го плаќа околу 8.000 евра, кешдеск 720 евра, дистанцер 600 евра и еден стол 440 евра. Договорот со оваа фирма тежи над 6 милиони евра. Во вториот договор со фирмата Sino 2 ВЛТ апарат тип 2 чини над 9.000 евра без ДДВ. Тие ќе се офајдат со над 3 милиони евра, а во третиот склучен договор со Paid Play Tech за тип 3 на ВЛТ апарат ќе плаќаат 7.700 евра. Вкупно договорот чини над 2 милиони евра. Покрај овие 3 договори, само во јануари годинава лотарија потрошила скоро 77.000 евра за надворешно рекламирање на џамбо автобуси, а за рекламирање на новите интернет игри потрошила 115.122 евра. Не штеделе ни за сервисирање на клима уреди во јануари, за поправка платила 5.756 евра. Иако за скандалите во лотарија цело време се пишува и предупредува, истражните органи се уште не повеле никаква постапка. Јавноста уште и не добила одговор за наводите дека државна лотарија го изнајмила деловниот простор од поранешниот ресторан Фестина во Визбегово за 21.000 евра месечно, и тоа за период од 10 години или договор тежок 2,6 милиони евра со компанија блиска на ДУИ. Мрежата на фирми, како што беше објавено во медиумите, завршува кај бизнис партнери поврзани со зетот на Али Ахмети. Пропарим Бајрами претходно склучи договор и со Арберија Дизајн, која е омилена фирма на ДУИ и редовно добиваше тендери од коалицијата СДСМ ДУИ. Секако објаснување за сите случаи и воопшто дали се вистина или не, никој никогаш не даде.